Кога станува збор за изгореници од сонце, важи изреката: подобро е да се спречи отколку да се лечи. Превенцијата е најдобриот начин да се заштитите од краткотрајните последици како црвенило, болка или меури, но исто така и да го намалите ризикот од дополнително оштетување на кожата или рак. Сепак, доколку се случи, еве неколку начини како да си помогнете. Ставете облуги со млеко. Во сат измешајте половина чаша млеко и 2 чаши вода, а додајте и неколку коцки мраз. Натопете една газа во течност и ставете ја на изгорената кожа. Маснотијата од млекото ќе помогне за омекнување на кожата, а мразот ќе помогне за ладење. А ваквите облози ја намалуваат и болката и потребата за чешење. Не нанесувајте млеко ако имате меури по кожата. Јаболковиот оцет ќе ви биде од помош. Тој помага затоа што делува како антисептик и ја лади кожата додека испарува. Доматите исто така ќе ви помогнат во вакви ситуации, па направете смеса од доматот и нанесете ја на изгорената кожа. Се смета дека може да си помогнете и со мед. Медот има антибактериско дејство и докажано е дека помага во зараснувањето на раните по кожата. Крем за бричење? Да, навистина звучи чудно, но во многу креми за бричење има состојки кои ја ладат кожата и ќе направат да се чувствувате подобро. Сода бикарбона. Направете раствор од сода бикарбона и вода и со памукче или тампони нанесете на кожата. Овој раствор помага затоа што содржи алкална средина, а има и антисептички својства. Совет. Веднаш откако ќе забележите дека сте претерале со сончањето, напијте се аспирин. Колку порано, толку подобро. Аспиринот ја намалува болката, а може и да го намали воспалувањето на кожата. Не им давајте аспирин на малите деца или на тинеџерите. Пијте многу вода, бидејќи е важно да дозволите телото да се хидрира, односно треба да спречите дехидратација.